Додека руско-украинската војна бесне, без да се гледа крајот, САД се домаќини на лидерите на 32 члената Алијанса за годишниот самит на НАТО, што се одржува од 9 до 11 јули во Вашингтон. Зајакнувањето на безбедноста на Украина, справувањето со предизвиците од Кина се високо на агендата според американски официјални лица. Без разлика дали тоа е поддршка на Украина и нејзината одбрана од руската агресија, дали тоа е соработка со партнерите и начините на кои можеме да изградиме отпорноста од сојузниците и да се соочиме со заканите и предизвиците од Кина, без разлика дали станува збор за хибридни закани, сајбер закани и слично, сите овие прашања ќе се најдат на самитот. САД и нивните сојузници во НАТО рекоа дека едината на Украина е во Алијансата, а НАТО ќе користи конкретни чекори за приближување на Украина кон членството во Алијансата. Некои американски законодавци изразуваат загриженост за подготвеноста на Украина да се приклучи на Алијансата, дури и кога земјата е во војна, а се обврзува на внатрешни реформи. Но фокусот на самитот не е само на Украина и европската безбедност. Аналитичарите наведуваат дека НАТО исто така почнува да истражува за наметнување и поголема улога во Индо-Пацификот. Австралија, Нов Зеланд, Јужна Кореја и Јапонија се многу заинтересирани за продлабочување на соработката со НАТО и во тие области и не мора да ги насочуваат армиите кон воена соработка, туку само во некои области каде што постои соработка. На прославата на 75 годишнината на НАТО, повеќе од 20 инфлуенсери на социјалните медиуми се поканети да ги следат разговорите на самитот и да креираат содржина со која ќе се одбележи пресвртницата на НАТО.